Драги мои пријатели, задоволство ми е да бидеме и денеска заедно на ова предавање. Ние сме заедно еве неколку предавања. Дел сме од еден серијал кој што го насловивме историјата на доброто и злото, или како доброто ќе го победи злото. Имавме досега 4 предавања и добивме, верувам, одговори на некои важни, суштествени и практични прашања поврзани со доброто и злото. Ние денес продолжуваме понатаму, наред е петото предавање од овој серијал, кој што го насловивме како страдањата на човекот и големата борба. Со други зборови, како да ги посматраме сите тие лоши, непријатни работи што ни се случуваат во животот, а одговорот Библијата што ни го нуди е во контекстот на големата борба. Ова е многу важно, интересно и релевантно прашање што го поставуваме и ние денеска преку еден старозаветен библиски настан ќе проникнеме во суштината на овој вековен конфликт и верувам дека на крајот на ова предавање ќе добиеме и одговор на некои наши прашања што ги поставуваме. Но на почетокот да спомнам дека сите вие што сакате да добиете бесплатен примерок од книгата Библијата или Светото писмо, можете тоа да го направите, контактирајте не од телефоните што се тука, така да можеме да ви доставиме и да читате. Дозволете ми на почетокот да поделам со вас еден вистински пример кој што ќе биде увод да навлеземе во ова пето предавање со наслов Страдањата на човекот и големата борба. Неговото име беше Ирвинг. 17 годишно момче со многу мощен, пријатен изглед и без некакви големи амбиции во животот. Кој напуштил училиштето и се вработил во една фабрика каде што најголемиот дел од своето време, од својот живот го поминувал размислувајќи за девојки и нови автомобили. Со еден таков стил на живење, авантуристички, уживал во тие авантури што животот му ги донесувал, се до еден момент, се до еден ден, додека не доживеал една трагедија. Имено, во една сообраќајна несреќа, Ирвинг толку незгодно ја повредил својата рака, што лекарите констатирале дека треба да ја ампутираат. Сосема се променило во животот на Ирвинг. Сега морам да тргнам во школа, си размислувал Ирвинг, и да стекнам некој образование кој што со овие предиспозиции што ги имам сега, без една рака, би можел едноставно нешто да направам. Така да и направил, завршил школу и постал многу успешен трговец. Подосна и се оженил. Семејството му се зголемило, а во меѓувреме добил и 2 деца и навистина беше многу радосен и многу среќен. Уживал во семејството, а посебно со своите деца. Меѓутоа, неволите како во неговиот живот, така и во животот скоро на секое човечко суштество во овој свет, како да не престануваат. За жал, ненадејно, без некоја болест, без некоја посебна причина, Ирвинг ги губи своите деца. Ненадејно починуваат, што го прават Ирвинг да биде длабоко да падне во жал, во очај и во депресија. Во почетокот не му се ни живеело, не знал како да ги помине тие денови. Децата навистина многу му значиле како и на сите нас. Но ситуацијата да биде уште полоша, што неговата сопруга веќе не можела ни да раѓа. Не можело да има веќе и нови деца. Така да имал добри примања, имал устои за живот, претходно изгубил раката, а сега и децата. И кога не можеле веќе да има деца, тој својата сопруга одлучиле да посвоја деца. Така да отишол, направил договор и посвоиле не едно, две, веќе повеќе деца. Нивното и момчиња и девојчиња, така да сакала на некој начин таа празнина што му останала од децата да исполни на тој начин. Но кога работите полека почна да се доаѓаат на свое место, Ирвинг се соочил со уште една ситуација.
Работата што е работел и од која што се го издржувал своето семејство, едноставно почнала да пропаѓа. А за штедата на пари што имал, едноставно полека почнал едноставно да ја троши. И затоа морал повторно да го гради својот живот. Меѓутоа, најтешкиот удар го доживел кога лекарите заклучиле дека боледува од тежок облик на рак на грлото, каде што морале да му се отстранат и гласните жици. Неговите последни зборови, верували или не, беа зборовите од Псалам 23, кој што вели: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Кој оптимизам. По многу месеци вежбање Ирвинг научил да зборува на тој начин што го задржувал воздухот во устата, а потоа нагло го испуштал. Денеска, вика, и другите луѓе ги учи на еден таков начин, необичен начин на обликување на зборовите. Драги мои, ова драстично и многу болно искуство што го доживеал Ирвинг во својот живот, во помала или можда некој многу поголема мера се случува во животот на луѓето денеска. Луѓето минуваат низ различни животни тешки околности и искуства. Последиците од гревот едноставно ги чувствуваме сите ние во нашата кожа. Страдањата се наше секојдневие. Ги има насекаде и никого едноставно не одминуваат. Еден текст во ова света книга во Библијата кажува: човек роден од жена има краток век и пол е со немири. И затоа ние денеска главни прашања што ќе поставиме и ќе се потрудиме да ги одговориме се следните. Како да се поставиме во тешките прилики кои што ни доаѓаат во животот? Кога големата борба помеѓу доброто и злото ќе затропи на нашата врата, како тогаш едноставно ќе се поставиме? Кога неволите и проблемите ќе идат едни за други, каде тогаш утиха и прибежиште ќе бараме? Можеме ли тогаш да бидеме победници и да бидеме оптимисти? Како да излеземе од непријатните моменти што ни се случуваат или ќе ни се случуваат во нашите животи? Дозволете ми во потрага на овие може многу важни и значајни прашања што ги поставивме, да се потрудиме да се послужиме со еден старозаветен настан, кој што на некој начин ни дава целосен увид во големата борба помеѓу доброто и злото. Настан кој што ќе видите како и страната на доброто се бори за нас, а како страната на злото ги постава своите мини со цел да го дигне нашиот живот во воздух. Да, големата борба помеѓу доброто и злото постои. Станува збор за еден верен човек во минатото, тоа е верниот и праведен Јов, кој што живеел и кој што навистина можеме многу од него да се научиме. Посебно преку неговиот живот, страдањата што ги доживеел, да видиме како и ние да се поставиме во нашиот живот и во страдањата што нам ни доаѓаат. Затоа дозволете ми да ја отворам книгата за Јов. Таа се наоѓа тука некаде во средината на Светото писмо, пред псалмите во Стариот Завет. Има 42 глави и јас би сакал на почетокот да ги прочитам првите 6 текста од оваа глава, каде што ни се воспоставува една слика на работите, ќе ги анализираме, па ќе одиме на следните 6 текста, па ќе ги анализираме и така. Ние ќе задржиме претежно на првите 2 глави од оваа книга и нешто од средината на оваа книга ќе читаме, за да на крајот со зборовите на крајот од оваа книга ќе го заокружиме ова проучување. Верувам, ќе биде навистина прилично и корисно да го проследиме. Еве ги читам тие текстови први 6. Беше некогаш во земјата Уз, човек по име Јов. Тој беше непорочен и праведен човек. Се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Му се родија 10 деца, 7 синови и 3 ќерки. А имаше уште овој човек и 7000 овци, 3000 камили, 500 двојки волови, 500 ослици и мошне многу слуги. И текстот за него кажува: тој човек беше најугледен жител на исток. Неговите синови имаа обичај да даваат
наизмерно гозби кај еден од нив. Секој во својот ден, 7 сина, 7 денови во седмицата, секој ден гозба. Ама вика не ги заборавале ни своите сестри. Ги повикувале и своите 3 сестри заедно со нив да јадат и да пијат. А кога ќе се изредеа со гозбите, Јов ги повикуваше на посветување. Подрануваше рано наутро и принесуваше паленици за секого од нив, затоа што си мислеше Јов: кој знае дали моите синови ќерки не сгрешија и да не го похулија Бога во своето срце. И така правеше Јов постојано. Прекрасен библиски извештај. Извештај на една компактна, среќена, радосна, благословена фамилија. Семејство, да кажам, татко, мајка, 7 сина и 3 ќерки. И навистина, колку убав извештај читаме, кога читаме такви работи, навистина сме радосни, гледаме како убаво можат луѓето да живеат и каква улога таткото тука имал, кој што едноставно мислел за своите деца, своите синови и ќерки на крајот, дали едноставно се биле во ред, па им принесувал жртви на Бога со цел да посредува за нивниот живот. Меѓутоа, продолжуваме понатаму со текстот, читам од 6 до 12, да добиеме сега слика што се случува од другата страна. Видите, ова е работите што се случува тука на земја. Тоа е тој извештај во земјата Уз, во едно семејство, каде што е татко Јов со својата сопруга и со своите деца. Но сега писателот на ова библиска книга ни го усмерува погледот горе, во Вселената, во Божиот престол, на еден состанок, каде што доаѓале представниците од секоја планета да бидат тука пред Бога, синови Божи наречени, и тука на еден состанок. Сакам да ги прочитам тие 6 стиха, а потоа да одиме на една анализа. И вели текстот: а еден ден дојдоа синовите Божи да се состанат пред Господа, а меѓу нив дошол и ѓаволот, Сотона. И Господ му рече, или го праша: од каде доаѓаш? Го праша ѓаволот. А ѓаволот одговори на Господа и рече: ја поминав земјата и обиколував. Со други зборови, поминував својата територија. И рече Господ на Сотона: дали си го видел мојот слуга Јов? Нема таков човек на земјата, добар и праведен, кој се бои од Бога и се трга од зло. А Сотона му одговори на Господа и рече: а дали Јов возалуд се бои од Бога? Па нели ти си го заштитил, си го оградил и куќата негова и се што има, и делото на рацете негове си го благословил и стоката негова многу си ја умножил на земјата. Ама пружи ја раката своја и допри го и ќе видиш, ќе те проколне едноставно во очите. Дозволете ми, драги мои пријатели, да ги анализираме работите сега. Во првите 6 стиха, 5 стиха поправо добивме една слика за ситуацијата, сцената е поставена, гледаме ова семејство тука, Јов, сопругата и децата тука. Но сега во ова втора сцена, гледаме како пред Бога, Господот на Вселената, доаѓаат Божите синови. Сега видите, тоа се представниците на планетите наши. Требаше на тој состанок да биде представник и од нашата планета, требаше првиот човек, Адам, да биде представник. Меѓутоа, Адам погрешил. Сотона го намамил, и Ева и Адам. И тој постанал на некој начин Бог на овој свет. И тој си зема како легитимно право да ја представува нашата планета. И тој оди во тој состанок како представник на нашата планета. И тука, во таа сцена, во тој небесен состанок, Бог поставува прашање: дали си го забележал мојот слуга Јов? Нема никој што му е раме на земјата, и кажува какви особини Јов ги има. И прва порака, тука што сакам да извлечам, но претходно една кратка анализа да направиме, е тоа што во првата глава од оваа книга 2 пати читаме за еден таков извештај. Читаме дека Јов имал прекрасни особини. И тоа тие особини ги кажува дека Бог ги имал тие особини. Значи Бог кажува дека Јов ги имал тие особини. И оно што е интересно, во првите 2 глави 3 пати ни се кажува дека е Јов праведен, дека се бои од Бога и се трга од зло. Од тие 3 извештаи 2 пати лично тоа Бог го потврдува пред целата Вселена. И што е многу важно,
Дјаволот е тука присутен и тоа го слуша. Која е пораката од тоа анализа? Што е изнесо во неколку реченици. Прва порака и поука што сакам да извлечем од овој настан, дека е Бог на наша страна. Бог вели мојот слуга Јов. Со други зборови сака да му каже на дјаволот, да, ти си ја поминал целата ова земја и мислиш дека целата земја е твоја и дека сите се твои слуги. Но јас можам 100% да ти кажам дека имам јас своји луѓе таму. И еве еден таков кој што имам е тоа Јов, праведен, чесен, богобојазен. Ете тоа е мојот слуга Јов. Да, тука добиваме една вистинска слика за Бога. Бог ги препознава, драги мои, ги препознава оние што му веруваат. Бог ги чува, ги благословува оние што му веруваат. Многу јасно Библијата, Светото писмо, извештајот кажува дека Бог не е пасивен, дека Бог гледа, дека Бог пред сите кажува кога некој е верен и почитуван. Значи во големата борба помеѓу доброто и злото, Бог е на наша страна. Тој работи за нас. И тој има голема љубов за нас. И ако го сакаме, ништо друго не ќе може да не одели од љубовта наша према него. Како што Јов имал љубов према Бога, Бог очекува и ние да имаме љубов према нему. Еве што вели еден текст во Библијата. Кој ќе не одви од Христовата љубов? Неволја, притеснување, гонење, прогонство, глад, или погибел, или меч. Уверен сум дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту било кое создание не ќе може да не одели од љубовта Божја која што е во Исуса Христа нашиот Господ. Ова е прва убава слика. Бог стои на наша страна и Бог едноставно не брани. Но сега прашање се поставува. Како сега Јов ќе одговори на ова Божја изјава дека е Јов праведен и добар? Дали и ѓаволот ќе падне на своите колени и ќе каже: да, така е Боже, Јов е праведен, чесен, во право си? Дали тој ќе потврди она што Бог едноставно пред малку кажал? Извештајот кажува не. Тој тоа не го кажува, па макар тоа да е вистина. Тој во таа вистина што е, тој тоа ќе сака нешто да крене наопако, да го изврте сето тоа. Библијата вели дека ѓаволот шета по целата земја и бара луѓе, ама да уништи. Зато вели ја прошета в целата земја. Не да ги види верните, не да ги пофали верните кој што тоа Бог прави, страната на доброто, него да уништи. Светото писмо во прва Петрово послание кажува: тој како лав вика и оди и бара кого да уништи. Да, тој вели земјата е негова, дека тој располага со сите луѓе, дека сите се на негова страна, но Бог вели тоа не е потполна вистина. Имам јас свој човек, тој е Јов, тој е на моја страна. Втора порака, драги мои, што сакаме извлечеме од тука, се води голема борба за секоја душа. Тогаш во тоа време се водело борба за Јов, а сега се води борба за тебе и за мене. Е сега, кога некој е на Божја страна, како ѓаволот реагира? Еве, Јов бил на Божја страна. Како сега ѓаволот ќе реагира во таква ситуација? И тогаш, а еве порака и за нас. Тогаш што доѓа пред Бог и постава прашање: дали Јов возалут се плаши од тебе? И во ова ѓаволска изјава, драги мои, се крие целата тема на книгата за Јов во суштина. Ова прашање, што на вистина е најлоша врста на прашање, на вистина е ѓаволско прашање. Само ѓавол такви прашања едноставно може на некој начин да поставува или да инспирира луѓе да поставува. Клучен збор во ова прашање е зборот возалут. Тој збор може да се преведе со зборот гратис или бесплатно, што ние го употребуваме. Со други зборови ѓаволот кажува: дали Бог бесплатно или гратис или без интерес ти служи тебе? Дали тој нема некоја корист или чар од тоа што служи за тебе? Тој има, вика. Ти, вика, едноставно, тој има причина зашто тебе ти служи. Ама видите што интересно. Ѓаволот не го напаѓа животот на Јов, не ги напаѓа неговите дела, затоа што ништо нема во делата на Јов кај што ѓаволот може да впери прст и да каже тоа е проблемот. Меѓутоа, ѓаволот едноставно го напаѓа карактерот на Јов. Тој ги напаѓа поправо побудите, мотивите. Со други зборови, не зошто некој, не е во прашање што прави Јов, него зошто го прави тоа Јов што го прави.
И затоа, драги мои, најлошо е кога некој ги напаѓа твоите и моите мотиви. Ке кажеме, што има тука лошо? Затоа што таквиот начин напад нема брза и соодветна одбрана. Како можеме ние да ги оправдаме своите мотиви? И слушайте ме добро, ако некој сака да ви наштети, ако некој сака многу да ви наштети, најдобар начин е да ги нападне вашите мотиви и побуди. Ние можеме да кажеме нешто во нашата одбрана, меѓутоа, зборовите на оне што обвинува обично изгледат посилни. И ние се наоѓаме во тешка ситуација и понекогаш само време, и тоа многу долго време треба да помине за да работите се искристализираат и се да дојде едноставно на површина. Сега баре знаеме зошто ова прашање на вистина е ѓаволско, баш во суштина. Сега во оваа цела ситуација се поставуваат неколку суштински прашања. Прво, кон кого всушност ѓаволот го насочува својот напад? Која е негова цел? Кој е на нишан? Која е негова мета? Да, тој упатува на Јов. Тој го прогонува и обвинува. Но неговиот вистински нишан е Бог, а не Јов. А знаете зашто? Затоа што Бог го прогласил Јов за праведен, а ѓаволот тоа не може да го трпи. Да. И затоа тој го напаѓа. И сега во 10 стих понатаму ѓаволот предлага нешто на Бога и вели: Зар не го загради него? Неговиот дом и сиот негов имот. Си го благословил делото на неговите раце. Имотот му се умножи на земјата. И ова е, од друга страна, прекрасен текст. Видите, драги мои пријатели, и ѓаволот признава дека Бог е оне што благословува. Да. Тој признава дека ако му служиме на Бога, може би се добро нема да ни оди, ќе имаме можда и неволи проблеми, меѓутоа, ќе имаме мир во срцата наши. Ќе имаме и благослови Божи. Ќе не води Бог така како што е најдобро за нас. Може би нема тоа во почетокот да приметиме некои работи. Меѓутоа сигурно, затоа што во Светото писмо пишува, а на праведникот се му оди на добро. Не му оди се добро, ама се му оди на добро. Се му оди на добро. Но видите, ѓаволот признава дека е дека е Јов благословен, дека Бог го заштитил, го оградил, му дал се што му е потребно. Не за да признае од друга страна и да се смири со тоа, не. Него тој има прашање сега. Ѓаволот тоа го кажува со цел да ги изврти работите. Слушайте сега што предлага ѓаволот понатаму. Ама вика, испружија еднаш раката и допри се во се што има, па ќе видиш, вика, ќе те проколне. Не може да трпи од друга страна некој да биде среќен, радосен, благословен, да има среќно семејство, да ужива со своите деца, да едноставно има мир. Не може тој тоа да го направи. Да. Значи, во големата борба помеѓу доброто и злото, Бог е на наша страна, можеме да резимираме. Тој е страната на доброто, не сака добро ми мисли на сите нас и јавно кажува кога сме послушни, а од друга страна, ѓаволот стои против нас. Со други зборови, со овој предлог, што ѓаволот му го предлага на Бога, знаете што сакал со наши зборови да кажам, да му порача ѓаволот на Бога? Еве следното. Боже, ти си окружен со лицемери. Такви што доаѓаат и ти кажуваат: те сакам, те љубам, Господе, но тие не те сака тебе, туку твоите дарови што им ги даваш. Тие те следат поради интерес, затоа што ќе им дадеш вечен живот. Луѓето се само глумци и глумици. Едноставно тие си играат со тебе, а ти си наивен, па им веруваш. Едноставно мислиш дека Јов тебе од искрено срце ти служи. Не, тој ти служи само затоа што ти го благословуваш. Си му дал прекрасен брак, си му дал прекрасно семејство, си ја умножил неговата стока, едноставно многу е богат, има голем углед меѓу народот, па се разбира дека ќе ти служи. Но, ако само му го одземеш сето тоа, ако го тргнеш својот благослов од него, ти ќе видиш тогаш неговото вистинско лице. Кога ќе биде соблечен пред тебе, без тие благослови, тогаш, дори се осмел да каже, ќе плукне во лицето твое. И ова навистина, драги мои, е ѓаволска голема оптужба. Втор проблем во големата борба помеѓу доброто и злото е со какви побуди му служиш на Бога. Дали му служиш на Господа затоа што те благословува, затоа што ти дава материјални добра сега, а во иднини вечен живот, или затоа што го сакаш?
Кои се твоите мотиви на служба? Сега, многу е важно одговорот што ќе го даде Бог на прашањето на ѓаволот, пружи го својот прст и зему му го сето тоа. Што Бог во таква една ситуација направил во овој случај? Еве 12-тиот текст што кажува. А Господ му рече на ѓаволот: еве се што има, нека е во твојата рака. Само на него немој да дигнеш рака. И веднаш ѓаволот отиде од тој состанок од Господа и го немаше веќе. Нека ти биде, рече Господ на ѓаволот. А еве како што рече, така нека биде. Прави се што сакаш. Само немој да креваш рака на него. Драги мои, дозволете ми да кажам дека ова е многу тежок текст за разбирање. Кога читаме таков или слични текстови, нешто во нас се вознемирува. Тоа не прави неспокојни, нешто се буни внатре во нас. Зошто? Ова не ни се допаѓа. Се што има Јов да биде во рацете на ѓаволот. Не ја сакам ова изјава, а верувам дека и вие не ја сакате. Но верувам дека е Бог добар. Верувам дека Бог има план. Верувам дека Бог знае зошто тоа го прави. Ама прашањето е зошто добриот Бог, кој што е на страната на доброто, дозволува да се најдеме во рацете на ѓаволот. Ние би сакале другачие да реагира. Не само да не дозволи едноставно, него и да не брани. Ние не сакаме едноставно праведниот Јов да се најде во тешка ситуација, не сакаме ни ние да се најдеме во тешка ситуација. И такви текстови се тешки за разбирање и поставуваат разни прашања во нашиот живот. Но што се случува понатаму? Да, Бог му дал дозвола да ги спроведе своите искушенија, но приметите, ставили и граница. Понекогаш ние не приметуваме овој втор дел, се држуваме на првиот и ја гледаме само таа страна. Бог рече до тука, понатаму не. Ова е многу важно. Целта на нашиот Бог знае колку ти и јас можеме во одредени ситуации да истраеме, да издржиме. И Бог вели до тука, понатаму не. Еден текст во Светото писмо вели: никакво искушение нема да ве досегне освен човечкото. А Бог е верен. Ова е многу важен текст и се совпаѓа со ова што досега го проучуваме. А Бог е верен. И не ќе дозволи да бидете искушени повеќе од вашите сили. Бог точно знаел колку се силите на Јов и колку може да издржи. И затоа рече до тука, ама повеќе не. Туку заедно со искушението, продолжува текстот, ќе ви даде и излез за да можете да издржите. Драги мои, да имаме поверение во Бога. Тој знае зошто нешто прави. Тој нема намера да не уништи. Непријателот сака да не уништи. И видите сега, тој сака да не спаси Бог. А видите сега што направил веднаш ѓаволот кога добил мала дозвола да ги спроведе своите планови. Излегол од тој небесен совет и еве во првата глава од 13 до 19 стих го имаме овој извештај. Еден ден, додека Јововите синови и ќерки јадеа и пиеа во куќата на најстариот брат, дојде гласник при Јов и рече: Јове, твоите волови ораа, а ослиците пасеа покрај нив, кога одненадеж, савејци, тоа едно племе, нападнаа на нив и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар мач. Единствено само јас останав и дојдов да ти јавам. А додека тој уште го зборуваше тоа, дојде друг и рече: Божи оган удри од небото и ги изгоре твоите овци и пастири ги проголта. Единствено јас избегав за да ти јавам. Додека уште тој зборуваше, дојде трет и рече: халдејците удрија со 3-4 на твоите камили ги грабнаа, убивајќи ги слугите со оштар мач. Единствено избегав јас да ти јавам. Замислете ја овој стил на пишување, онака. Зло, еден останува да каже лоша порака. И не завршува, тој доаѓа втор. Не завршува вториот, доаѓа третиот и капак на се сега доаѓа четвртиот. Додека овој уште зборуваше, дојде четвртиот и рече: Јове, твоите синови и ќерки јаде и пија вино во куќата на најстариот брат. И ете, силен ветар се крена од пустињата, удри на сите 4 агли на куќата, ја урна врз децата и сите загинаа. Кој ли шок добил Јов во таа ситуација? Единствено,
poznato scenario, poznat refren, jedinstveno izbjegav jas, za da ti java. Dragi moji, treba li komentar na ovije zla i nevolji što mu se slučija? Zamislite ono što je slučilo na Jov, može da se sluči i na sekoj od nas. Evo jedno zamisleno scenario. Dođete doma i nekoj ve srećava na pat i na patotkom kućave zapiri vi se opštu jedna loša vest. A to je deka vašite deca imale sobrakena nesreća i site go izgubile svoj život. Katastrofa. Teška, tragična situacija. Na Jovu mu se slučilo. Site deca, 10 kovčezi vo jedan den da izlezat od njegovijot dom. Koliko li pati sme go slušnale, prašanje to što go postavovat luge to, kada je Bog koga moj od sin zagina? Nego imamo prvo to predavanje ko se ćavate, znači na ovo i verujem da sme dobili odgovor na ovo prašanje. Da, no zamislite go sve to ova. Ušte ne ste se oporavili od tova što ste go slušali od vaši od komšija što došlo da vi kaže, dođete doma i namjesto da go najdete svoj dom, vi je gledate kako nešto, nekoj dim izlegu od vaši od dom i ja nema vaša da kuća. Izgorela vo nekoj požar što se slučilo mnogo brzo. Vi odite na rabota, ama nemate koncentracija za rabota. Pominu jedan den, nemate koncentracije, ne možete da rabotite, ni vtoriot, ni tret, ni četvrtiot, gubite volja, nemate koncentracija i dođe vaši od šef i veli, slušaj, takov ne možeš da mi rabotiš. Nažalost, moram da te otpuštam. Tragedija po tragedija. Nemate semejstvo, gubite domot, a ja gubite i rabotata. Sliči kako Irvi nešto što doživjela kako i Jov. I takav potpuno obeshrabren, znate, odite na lekar, da vi prepiše lekar od nekoj lek za smiruvanje, malo se dojete na sebe i mjesto da slušate takva izjava, dođe lekar ti veli, mnogo mi je žal što možem da vi kažem deka imate rak i denovite vi si izbrojeni. Da, zamisleno scenario. Ama Jov takvo nešto mu se slučilo, go pogodilo. Nije kog je doživeme takvi raboti, kako li stavki imame prema Boga u takvi situaciji. To se teški mnogo raboti u životu. Da, djavol veli, ako to mu se sluči ne vernik, to će go zaboravi Boga. To je nema veke da go spomne Boga, nema da se moli, ke go prokolne Boga. Da, znači, brake i sestri, znači, dragi naši prijatelji, koga djavolot evo naše ne zemavo svoju teracije, to ne je nekoj vic, to ne je nekoja šega, to ne je nekoja situacija koja što ke mislime deka je taka nešto lesno, ne, nego to je nešto mnogo seriozno i nije se bunime protiv toa i nije toa nego sakame. Međutim, ima Bog nešto mnogo važno da ni kaže vo jedna takva situacija. Kako možemo da go pobedime djavolot vo jedna takva situacija ili vo takvi nekoj okolnosti? Ili kako da go pobedime zloto vo jedna takva situacija? Ke vi predložam nekoliko rešenja. Prvo, su argumenti raspravi? Sigurno ne. Da li može da go pobedime so sila? Vidite, Bog može da go pobedi. To je mnogo posebno od nego. Koji može so Boga da se bori? To je svemoći. Nije bi sakle da se sluči. Gospod upotrebi takvo oružje da go nema. Međutim, ako Bog upotrebi sila, togaš djavolot bi go obvinil i bi ispadlo kako nepravedno, posilniot go pobeduva poslabiot. E pa togaš ako ni ova rešenje jednostavno ne odgovara, kako li jednostavno togaš da se pobedi djavolot, zloto i takve nekoj situaciji? Jedinstven način koji što bi moželo da go pobedi djavolot, to se lujeto. Nekoj što je poslab od nego. E to je istinski način kako Bog se bori. I zato Isus zel telo, postanal čovek, vo čovečko obličje poslab, da kažem, od neprijatelja. I kako čovek go povedil. I to je božjestven princip na vojuvanje. Bog, sozdatelj na vselenata, moral da stane slabo čovečko suštestvo, za da go pobedi djavolot. Vidite, dragi moji prijatelji, ova knjiga, na kraju, vo poslednjata knjiga, vo otkrivenijetu, imam izveštaj za 3 strašni zvera. I za zmija, i za zver, i za aždaja. No niv znate li koji gi pobeduva? I jagne.
јагнето ги победува. Таков извештај наоѓаме во оваа книга. Тоа е можда нелогично, како може јагне да победи, а што е? Звер. Но тоа што едноставно невозможно за нас, за Бога е возможно. Бог преку силата на слабиот се прославува. Ѓаволот по својата борба користи лошо оружје, ама Бог се служи само со арсеналот на љубовта, на вистината, на правдата, на слободата. Големата борба започнала со гордост, но лекот е понизниот став на Исуса Христа, кој што дошол како човечко, слабо човечко суштество и го победил. Значи, кога ѓаволот напаѓа, може да го победи единствено послаб од него. Во овој случај, тоа е Јов. И затоа еден верен човек во Библијата ќе каже, кога сум слаб, тогаш сум силен. Кога сум слаб, се појувам со Бога кој е силен и тој ми дава сила и снага едноставно да победам. На крајот на ова размислување, на ова предавање, дозволете ми да го поставам и неколку прашања и така полека да го довршиме ова наше предавање. Што му останало на Јов кога сето тоа го изгубил? Кога изгубил се, ако можам така да кажам, што му останало? Малце чудно прашање. Ако изгубил се, што ли му остана? Да, може да ќе мислите чудно и ништо не му останало, но дозволете ми на крајот да спомнам кои работи ги имал Јов и како ти работи што ги имал, тој ги употребил. И како на крајот сепак постанал победник, затоа што ќе го читаме на крајот и завршниот текст, да видиме како заврши целокупната оваа ситуација. Да видиме дали овој настан има хепи енд, или едноставно, или среќен крај, или едноставно заврши лошо. Прва работа, што му останала на Јов, еве неколку, тоа е животот. Да, животот, не заборавите, можеме да изгубиме. Можда и брачен другар, некој може да изгубил, деца, семејство, работа, куќа или било што друго. Меѓутоа, се уште животот едноставно ни стои. Ќе кажеме беден живот, подобро да сум мртов или жив, ќе каже некој. Меѓутоа, сепак, животот има најголема вредност. Ако ни останал, сепак Бог има нешто план со тој живот што ни останал. Понатаму, жената останала. Може би некој не би сакал да ја коментира, бидејќи не ги прочитавме тие текстови што се однесува за жената, кога се случија тие немили настани, таа не можела сето тоа да го доживее така нормално женско суштество, емотивно, а како и би го доживеела тоа кога сите деца загина, почина и се што имала едноставно преку ноќ исчезнало. И таа во еден момент му предложила на Јова, проколни го Бога и умри. Меѓутоа сепак останала со него. Имало со кого Јов едноставно да зборува и да има утеха. Што му останало уште на Јов? Ќе кажеме све изгубил живот, значи жената останала, понатаму пријателите. Се споменуваат 3-4 пријатели тука кои што дошле да го посетат. Нажалост, овие пријатели во оваа книга се наречени залудни утешители. Затоа што во еден момент дека молчеле, добро правеле, но кога почнале да зборуваат заради својата лоша теологија што ја практикувале, затоа е многу важно да имате и библиска, вистинска теологија, да ја проучувате Светото писмо, тогаш направиле нешто зло. Една изрека кажува, кога ѓаволот не може да дојде кај вас, затоа што е зафатен, тој испраќа пријатели. Да бидем искрени, најголемите рани во животот не сме ги добили од непријателите. Не, туку од оние на кои им верувавме, на кои им се доверувавме, а тие ја изиграле нашата доверба. И тоа навистина боли. Да, го посетиле, дошле, убаво направиле. Додека молчеле 7 дена, добро направиле, меѓутоа, кога почнале да зборуваат, тогаш беше лошо. Да, и знаете, Јов со оштри зборови во почетокот зборувал на Бога. Го проколнувал денот на своето раѓење. А овие на некој начин го оправдале Бога со својата теологија. Но на крајот, кога се сумирало се, знаете ли кого Бог го оправдал? Оправдал Јов, иако во почетокот немал вистинска представа што се случува на тој небесен совет. Иако зборувал тешки зборови Јов, иако можеби навистина зборовите биле неразбрани за нас кои што ги читаме. Меѓутоа, а пријателите зборувале добри зборови наводно за Бога.
И ние би очекували оние што зборуваат добро и добри зборови да бидат пофалени од Бога, оние што зборуваат тешки зборови да бидат осудени. Но немојте да бидете брзи кога некој зборува, можеби тешко или за Бога можда негативно. Треба да го разбереме очајот и сето што поминувал тој човек. А Бог рече, ајде сега Јов, земи, моли се своите пријатели за да им опростам. Да, понекогаш оние луѓе што зборуваат лошо или со висок тон за Бога, може да бидат повеќе во право за разлика од оние кои што зборуваат вака меко, значи добро. Затоа немојте никош да ги отфрлувате луѓето. Помагајте им и донесете ги и покажете им како Господ ги сака. Следно што му останало на Јов, уште неколку работи, гласот. Четврта работа што му останало, тоа е гласот. И гласот бил средство на комуникација помеѓу Јов и пријателите и Бога. И во оваа книга гледаме како Јов поставува многу прашања, а Бог одговара на тие прашања. И веројатно од пораките на оваа книга, драги мои, е тоа да научиме да живееме со своите прашања. Јов немал одговор за сите своји прашања. Како што ти и јас немаме одговор за многу прашања во нашиот живот. И ние имаме прашања. И имаме работи што не ни се јасни. Понекош ќе добиеме одговор во овој живот, али понекош нема. Но треба да живееме со своите прашања. Да, Блез Паскал, познатиот француски писател, ги каже: срцето има свој ум, кој што умот не го познава. И затоа Јов на крајот на книгата ќе каже: порано слушав за тебе, но сега едноставно те гледам. Да, понатаму што му останало? Пета работа, способноста да размислува. Идете, ние тоа го забораваме. Тоа е непроцелив дар што Бог му го дава на човекот. Замислете таа способност. Замислете луѓето што немаат таква способност, едноставно, кои што имаат умоболи, да кажам, и што престојуваат во посебни клиники, значи во тешка состојба, а Јов сите тие физички напади и неволи што ги имал, умот му останал сочувен. И можел да размислува, и можел да донесува одлуки. И на крајот што му останало уште една работа, многу важна. Му останал неговиот Бог и довербата негова кон Бога. Бог кој молчи. Бог кој дозволува да бидеме во раците на непријателот, но Бог кој е тука. И ако сакате во една реченица да ја резимирате книгата за Јов, може да кажете тоа е книга во потрага по Бога, во потрага по одговори за прашања што немаме одговори. Во поголемиот од книгата на Јов, Бог молчи. Има моменти кога зборува. Бог точно знае кога да молчи, Бог точно знае кога едноставно да зборува. Ние сме повикани да имаме поверение, доверба едноставно во Бога. Постои еден надпис, откриен во Варшава, во еден концентрационен логор во Полска, во Втората светска војна, кој што гласи: верувам во сонцето, иако не го гледам. Верувам во љубовта, иако не ја чувствувам. Верувам во Бога, иако тој молчи. Во Аушвиц и до ден денешен ќе најдете еден надпис на кој што стои напишано: Исус денеска беше тука. Бог е тука. Може би на поинаков начин него ли што ние очекуваме да биде и поинаков пристап од кој што ние очекуваме, но Бог е тука. Јов не го изгубил своето поверение во Бога. Во еден момент ќе каже: и да ме убие, повторно ќе се надевам во него, затоа што знам дека е жив мојот откупител и на крајот ќе застане над земјата. И ако ова моја кожа се раскине, тогаш знам во своето тело ќе го видам Бога, јас истиот ќе го гледам него, а моите очи ќе го гледат, а на некои други. Јов знаел на крајот на времето на историјата, иако умре, Бог ќе го воскресне. Имал такво поверение во него. На крајот на историјата. А на крајот на овој извештај, а на крајот на оваа книга, Бог ја наградил верноста на Јов. И еве како завршува овој настан во 42 глава, последна. Еве ги читам последните текстови од 12-тиот текст и така доаѓаме до самиот крај на ова предавање. И Господ го благословил крајот на Јов повеќе него почетокот. И имаше наместо 7.000 14.000 овци. И наместо 3.000 камили 6.000 камили. И имал, вика,
1000 јармови волови, имал 500, сега 1000. И 1000 магариња, имал 500. И имаше повторно 7 синови и 3 ќерки. Да. И крајот вели, и поживеа Јов уште поживеа 140 години, гледајќи синови и внуци до 4-то колено. И умре Јов, стар и сит од животот. Драги мои, ова книга, што сметат многу теолози, е прва книга во Светото писмо, иако хронолошки не е тука прва во Светото писмо, го третира ова прашањето помеѓу доброто и злото. Има многу прашања, има и многу одговори, има и прашања каде што нема одговори. Но едно е сигурно, Бог е на наша страна. Страдање имало, има и сега и ќе ми понатаму. Тоа е наше секојдневие. Живееме во долина Солзна, таму каде што има ѓавол и кој што не ни мисли добро и кој што денонокно демне од нас. Меѓутоа, има некој што мисли. Има некој што е наша страна. Тоа е Бог, страната на доброто. Ве повикувам да го послушаме Бога, да бидеме страната на доброто, да бидеме на Негова страна. Тој нека не благослови и нека го води нашиот живот. Затоа ве повикувам и на следните предавања да бидеме присутни, да го проследиме до крај, а има уште 3 такви предавања кои што ќе комплетираат овој серијал под наслов Доброто ќе го победи злото. Нека сите нас Господ не благослови и нека биде со нас. Поздрав!